Најновите бројки на Европската Унија, објавени овој месец, покажува дека просечниот животен век во Европската Унија во 2023 бил 81,5 години, речиси една година повеќе во однос на 2022, со оглед на окончувањето на пандемијата со коронавирусот. Within Europe, we're seeing really high life expectancy. Во Европа гледаме висок животен век во земји како Шпанија, Италија, Шведска, Норвешка, но некои земји заостануваат, а тоа вклучува и Британија. Источна Европа постигна многу напредок од постсоветската криза на смртност во 1990-тите, но тие се уште заостануваат. Една неодамнешна студија во списанието Lancet покажа дека на глобално ниво очекуваниот животен век се зголемил за 6,2 години меѓу 1990 и 2021, при што источна субсахарска Африка доживеа најголем пораст од околу 10,7 години. I think that's really good news and reflects. Тоа е добра вест и одразува континуиран напредок низ целиот свет по падот поради заразните болести и смртноста на доенчињата и децата, што прави голема разлика во очекуваниот животен век, затоа што заштедувате многу години од животот ако спасите живот на млади години. Бројките објавени во март покажаа дека просечниот животен век во САД во 2022 според најновите достапни податоци беше 77,5 години и натаму една година понисок од очекуваниот животен век пред пандемијата. Статистиката за 2023 се уште не е објавена. A lot of countries have bounced back. Многу земји се вратија блиску до очекуваниот животен век пред пандемијата, но некои, како што се САД, се уште не се вратиле на нивото на кое беа во 2019 година. Друга работа што има големо влијание е епидемијата со дебелина на населението, која почна да се зголемува, особено во САД во раните 1980. Гледаме големи забавувања поради кардиоваскуларните болести, кои предизвикуваат голем дел од застојот за раст на животниот век во земите со високи приходи. Европскиот Монако, омилен дом и локација за супербогатите, има најголем животен век во светот во 2023 со речиси 90 години.